Православните христијански верници во Македонија денеска го слават Бадник, ден пред големиот празник рожденство Христово Божик. Ова се денови кога секој треба да биде во кругот на своите најблиски, бидејќи како што велат постарите, пред Божик за Божик, а и даси дома даси. Македонскиот народ со многу внимание и почит ги одбележува овие празници. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот оваа вечер не се оди на гости. Се прави богата постна трпеза, што треба да обезбеди богат род на земјоделските култури во следната година. Се меси погача во која се става паричка и на оној што ќе му се падне парата се верува дека годината ќе му донесе многу среќа, радост, успех и богатство. За разлика од Бадник, раѓањето на Исус Христос се прославува исто со богата трпеза, на која преовладува и месото. Анкетираните граѓани велат дека на трпезата за Бадник и Божик има од се помалку, но согласни се дека ќе потрошат малку повеќе од вообичаено. Па после во големиот пост треба и да се омрсиме малце. Сега обично пилешко печеме и свинско ќе има. Со гарнирка, ова компирчина, грашач. Овош е, некои благи работи и торта. То. Планирате да потрошите малку повеќе од вообичаено? Да, обично малце и поскапо некако осеќам дека е и ќе се потроши. Од се помалку. Се што има, па се по нешто, по малце. Све, свинско, пилешко, со внуците заедно, со снајата, со дечињата, убајни. Ќе потрошите малку повеќе од вообичаено? Па ќе потрошиме со заштевиме бабите, ние треба да даиме. Но колку ќе ја чини трпезата за Бадник и Божи годинава едно македонско просечно семејство? Според анализите, едно просечно македонско семејство за овие празници ќе треба да издвои околу 4000 денари. За Бадниковата вечер најмногу пари се издвојуваат за печење на риба, нешто без кое што не може да се замисли трпезата за празниците. Рибата ќе ви го лесни джебот за околу 900 до 1200 денари. Толку од прилика ќе мора да одвоите и за пијалоците. За Бадник обично не се пие премногу. Лепчето со паричка од прилика ќе ве чини 60 денари, а гравчето 180. За салатите ќе потрошите околу 150 денари. Исто толку и за останатите благи работи. За Божик исто како и за Бадниковата вечер се служат сите видови на алкохол, но обично и повеќе се испива. Така тешко дека ќе поминете без литар ракија, 2 литри вино и 1 до 3 литра пиво. Тука секако се и различните газирани и природни сокови. За погача ќе одвоите околу 60 денари. Една од популарните салати кои што се ставаат на трпезата е руската, за чии елементи за да ја направите ќе одвоите околу 120 до 180 денари. За Божик обично се поставува разни видови на ситни колачи за кои обично за вакви пригоди би требало да одвоите околу 400 денари. Пожелно е да имате и разни видови на ситни пецива, како што се кифлички кои дополнително би ве чинеле околу 200 денари. Но како и да е, без разлика на трошоците, ова се најубавите денови поминати заедно со вашите најблиски.